Ние не сме гърци, бугари ни сърби, че да сме на Александър, гордост македонска. Горди собственици на чисто нова антична история, наследници на Александър, Клеопатра и Самуил, обитатели на земя, родила човешката цивилизация. Това са те, хората, които сантиментално наричаме братя македонци. 20 години след като България първа призна съществуването на независимата държава Македония, част от тези братя продължават да имат един основен проблем. Ние имаме проблем пред се со бугарите, кои не ни го признаваат јазикот и нацијата. Перверзијата на бугарската политика. Како наше бугарско потекло може да се зборува? Цепале Македонија, еј! Бугарската политика работи за придобивање души во Македонија. Лажат! Лажат и сушат! На Балканите лъжите и историята често разменят местата си. И ако доскоро те бяха пазени за вътрешна консумация, преди 2 години македонското правителство реши да затвори всички усти с твърде голям залък – проекта Скопие 2014. Ова е проект каде што ни кажува дека Македонија била и ќе остане национална и библиска земја. Сите личности што потекнуваат од Македонија, кои што имаат дадено допринос во историјата на Македонија. Мнозинството од македонците веќе се сметаат дека се потемци на античка Македонија, благодарејќи пред се на државната политика, која во последните интензивно 3 години ја комплетно менува историјата на Македонија. Ние со тие антички македонци имаме име. Никој друг не е македонец во светот. Имаме територија. Ние, оваа земја се вика Македонија. Не сега се вика. Се викала веќе милениуми. В момента по проекта се изграждат паметници, фонтани, църква, музеи, административни сгради, триумфална арка и дори нов мост над река Вардар. Всичко това във време на финансова криза и безработица между 30 и 40%. Всичко това в центъра на македонската столица. Центарот на Скопје нарекува како еден Диснейленд или паркот на Астерикс во Париж што постои. Цела друга Македонија нема ни патишта не се прават, ни никакви културни настани не се случуваат. Значи, се работи за мене, она што се нарекува една концепцијска карикатура на главниот град на Република Македонија. Основна движеща сила на тези строежи е така наречената антиквизация. Опит за обединение на мултиетническа Македония около общи антични корени. На фона на този мащабен декор за гостите на Скопие остава логичният въпрос – защо на някого в 21 век би му хрумнало да строи в бароков стил? Ето отговора на един от авторите на проекта – архитект Вангел Божиновски. Площадот во барокен израз пред најголемата католичка катедрала Свети Петар во Рим е копија на площадот во Џараш, изграден од македонски архитекти при походот на Александар Трети Македонски. Куполите на Свети Иво де ла Сапиенца се всушност копија на архитектурата што ја остава македонизмот кој се вика еленизам во Петра. Значи, објаснението е благо речено малоумно. Оние кои што имаат стручно око или образование, кои ги гледаат овие работи, или се смеат, или ми приоѓаат како да ми умрел близок и ми изразуваат сочувство. Идејата на овие згради е да представуваат еден нов кулис, театарски кулис за брза промена на идентитетот на народот. Архитект Мирослав Гръчев е познат в Македония като автор на националното знаме. Преди да стане преподавател в Скопския университет, Гръчев създава градоустройствения план на Скопие и е кмет на централната столична община. Само дилетант, само будала може да зборува за македонска култура, македонска историја во предисториско време, во неолит или во палеолит. Тоа во нормални
земји би требало да служи како дел од пародии или комедии. Кај нас тие луѓе им даваат микрофони и говорници сериозно да зборат и да го срамат овој народ. Кога зборуваме дали македонската култура, архитектура, уметност, историја има барок, треба да се каже дека во суштина македонската архитектура го оформува барокот. Барокот во Република Македонија е врзан со во времето кога Македонија била српска колонија. И затоа јас велам дека во Република Македонија покрај процесот на антиквизација оди и процес на југословенизација. Значи, од една страна гледате антички македонци, а од друга страна гледате југословени, а во идентитетот има некоја хумористична димензија. Македонија! На последните, да речеме, спортски навивања, тоа се гледа во еден парадокс, кај што навивачите ставаат шлем од античка Македонија и пишуваат на челото 4S. Јас велам, што сме ние? Антички југословени. За мене јас тоа го нарекувам идентитетски циркус. Потомците на Македон белата раса ја зачнав и од кај вас започнато се. Македонија цела да е, секој да ја знае. Има и куриозни случаи, когато, да кажем, министър на вътрешните работи убедено ме убеждаваше, че всъщност живота на земята е започнал от това, че в Библията, така е било записано, е имало в началото и камък, и дърво, и македонец. И той е трил явно камъка и дървото и е тръгнал живота на земята. Академик Боже Ристовски от Македонската академия на науките е баща на съвременния македонизъм. Той е автор на скандалната македонска енциклопедия, която предизвика истински международен скандал. В книгата Вапцаров присъства като македонски поет, а българската държава е обвинена в асимилация на македонците у нас. Енциклопедията е спряна от разпространение в Македония. Тоа беше паганска држава, а ние постепено го прифативме овде христијанството во рамките, во границите на Византија. Вие гледате какви се цркви и катедрали се откриваме и денеска на наша територија. Тоа беше христијанска цивилизација. Значи, Што ни не може да се пофали во Бугарија? Од 40 до 90 година имаше тука една голема полемика чии се Кирил и Методий, чии е Свети Климент, чии е Гоце, чии е Јане Сандалски, чии е Даме. И најдобро ја прекина со тоа што отидовме во античка Македонија. Вие ако погледнете, да речеме, самиот концепт на спомениците во Република Македонија, Свети Климент и Наум се 10 пати по-малечки од Александар Македонски. За сега в центъра на Скопие липсва паметник на македонската принцеса Клеопатра. В Македония, например, има дружество на египтяните или на египците. Аз първо помислих, че става дума за някакъв ромски клан, за цигани, нали? Защото какви египтяни в Македония? И най-официално ми обясниха, че тъй като някога Александър Македонски е стигал до Египет и е общувал с Клеопатра, тя е изпратила някаква група от египтяни, също са идвали на посещение. И естествено, като са дошли, са се родили, нали, деца, останали са тук и така нататък. И от тогава още в Македония живеят и истински египтяни. И дебело подчертаваха, ние не сме араби, като тези, дето сега населяват Египет. Ние сме, казва, истинските египтяни, които са съхранени на тази територия. За всички скептици публикуваме тези статии от македонския печат. От тях става ясно, че от Дружеството на египтяните в Македония не само твърдят, че наброяват 1 милион души и искат да бъдат споменати като официално малцинство в Конституцията на страната, но дори настояват между паметниците на Александър и Гоце Делчев в центъра на Скопие да бъде издигната пирамида заради техните юнаци дали своя принос към общата антична история на страната.